Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Штафетата на младоста, некогашниот символ на денот на младите и на роденденот на Јосип Броз Тито, по 8 пат беше пренесена низ улиците на Кочани. Почитувачите на ликот и делото на некогашниот председател на СФРЈ по повод 25 мај приредија прослава во центарот на градот. Членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани по 8 пат го одбележаат 25 мај, денот на младоста и роденденот на нивниот патрон. Штафетата на младоста, некогашниот символ на денот на младите, беше пронесена по улиците на градот, а потоа на прославата што се одржа на платото во трговскиот центар, младинци му ја предадоа на председателот на Сдруженијето Трајан Трендов. Според кочанските титовисти, негувањето на спомените од минатото се поврзани со еден од најубавите денови во мај, кога младината од целата поранешна заедничка држава го славела роденденот на маршалот Тито. 25 мај, ден на младоста и роден ден на маршал Тито. И по тој повод е ова наша манифестација, како секоја година и оваа година. Има доста луѓе, ќе направиме еден круг низ градот, после еден скромен ручек горе на манастирот Свети Илија, Дабот, над Бели. Со песна и ороно свеченоста во центарот на Кочани се придружија повеќеми на граѓани кои рекоа дека барем со мислите се враќаат во времињата кога се живеело подобро, кога од Гевгелија до Крајн се патувало без пасош, а сегашните различни народи славеле исти празници. Во Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани активни се околу 200 повозрастни членови, но според председателот Трендов интерес за зачленување имало и меѓу младите, кои освен на прославите во изминатите години давле придонес и во организирањето на хуманитарни акции. Младинската акциона група од Кочани ја одржа првата работилница во рамки на проектот за јакнење на младинскиот активизам. Една од главните цели на работната средба беше вклучувањето на младите во носењето одлуки на локално ниво. Краток период по формирањето, младинската акциона група од Кочани ја одржа првата работилница, на која беше представен проектот Младите успеваат заедно, чиј носител е невладиното здружение Светла иднина, а основна цел е зајакнување на младинскиот активизам и учеството на младите во креирањето на младинските политики. На средбата се работеше со целна група наречена млади интелектуалци, при што се зборуваше за проблемите со кои се соочуваат младите во општината, а целта е да се дојде до решение со кое ќе може за краток период да се направи преглед, а потоа и стратегија за младите, што во моментот се уште ја нема. Целната група е на млади од 16 до 29 години со кои што активно работиме. Имаме повеќе активности со нив за јакнење на нивните капацитети, за нивно застапување и лобирање, понатака и ќе имаме активности за да можат самите да се застапуваат и да дојдат до конкретно решение на нивните проблеми. Во рамки на проектот ќе се одржи уште една работилница со фокус група, како и 2 средби на кои ќе се разговара за други проблеми што ќе се согледаат во текот на реализацијата на проектот. Исто така ќе има и 2 обуки за јакнење на капацитетите и за застапување и лобирање на младите. Младинската акциона група е неформално тело за организирано делување на младите во општина Кочани, а проектот на невладината Светла иднина ќе се реализира до крајот на јануари идната година. Викендов во Кочани за верниците од муслиманска вероисповед се одржа традиционалната ифтар вечера, што е во рамки на светиот месец Рамазан. Организатор беше хуманитарната организација Раце за помош од Кочани, а покрај верниците на свеченоста присуствуваа и представници од локалната самоуправа. Поголем број муслимански верници од Кочани и соседните општини во саботата присуствуваа на третата традиционална ифтар вечера, што се одржа во дворот на џамијата Дуди Ханум. Капијата од верскиот објект беше широко отворена за сите добронамерни гости, кои беа срдечно дочекани и угостени. Организатор на свечената вечера беше хуманитарната организација Раце за помош од Кочани, чија цел е на верниците да им овозможи достоинствено славење на светиот месец Рамазан, но и ширење на меѓусебно разбирање и толеранција меѓу припадниците на различни религии. На ифтар вечерата присуствуваа и представници од локалната самоуправа со председавачот на Советот на општината, а добре дојде на сите присутни им посака председателот на хуманитарната организација Мухамед Мемедов. Муслиманите кои постаат во овој месец
од пред изгреј сонце до зајде сонце избегнуваат од јадење, пиење, од интимитивни односи. Ова се еден вид на молитва кон возвишениот Господар и токму за ова хуманитарната организација се ангажира и заедно со партнерите од Скопје, хуманитарна организација Квасина Добрина, приредувавме ваква регионална ифтар вечера да соберат сите муслимани на едно место и го обележиме овој ифтар. Месецот Рамазан, освен што не е само месец избегнување од јадење, од пиење и од интимни односи, тука е месец на братство и единство, месецот на дарежливост, месецот на милост и така натаму. Така да, јас на сите муслимани им го честитам празникот Рамазан и се молам на возвишениот Аллах Џелешану во овој свети месец да ги чини, да ги прифати нашите дови. Мемедов додаде дека ифтар вечерата се организира на 10-тиот ден од започнувањето на светиот месец Рамазан, а празнувањето завршува во средината на јуни со празникот Рамазан Бајрам. Едукативниот караван за броење на јагле, хидрати кај лицата со диабет стигна и во Кочани. Здруженијето на диабетичари преку едукативни предавања ја подига свеста за важноста на исхраната кај сите луѓе, посебно кај оние со покачен шеќер во крвта. Важноста на исхраната и конзумирањето јагле, хидрати кај диабетичарите и лицата приматели на инсулин беше темата на предавањето кое што во организација на Здруженијето на диабетичари Кочани се одржа во венчалната сала. Предавач едукатор беше Татјана Ѓорѓовски од клиниката за ендокринологија од Скопје, а организатори на едукативниот караван за броење јагле, хидрати е Асоцијацијата за детски диабет на Македонија во соработка со локалните здруженија на диабетичари. Председателката на Асоцијацијата за детски диабет Наташа Деспотовска-Димитриевска истакна дека за жал диабетесот во светски рамки веќе пандемски се шири и постојано расте бројката на лица со диабет, меѓу кои и деца. Ние решивме на еден начин, покрај тоа што ќе дигаме свеста за диабетесот, да вршиме едукација на лицата со диабетес. Се тоа го правиме плански, односно со поддршка на клиниката за ендокринологија. Ние подготвивме за овој вид на едукација, станува збор за исхрана кај лицата со диабетес, односно важноста за броење јаглени хидрати за добра контрола. Подготвивме и брошура едукативна, која што е рецензирана од клиниката за ендокринологија. Во Македонија има некаде околу 180.000 лица со диабетес, од нив 40.000 лица се на инсулин, меѓу нив 500 се малолетни деца. Важноста за едукација на диабетичарите ја увидовме, пред се ние како пациенти, како пациентски здруженија, затоа што без добра самоконтрола животот со диабетес може да створи компликации. Токму затоа решивме на еден начин да им помогнеме на овие лица кои што се на инсулин во нивниот третман на начин што ќе знаат како поточно да се хранат, односно да ги бројат јаглени хидратите во исхраната. Сојузот на Здруженијата на диабетичари на Македонија заедно со Сојузот на Здруженијата на други болести макамачија да издействуваат измени во законот за паралелен увоз на лекови и медицински помагала, со кој што треба да се направи подобра регулатива за увоз на лекови и кој ќе гарантира за квалитетот на инсулините и на останатите лекови кои што влегуваат во државата. Диабетичарите и Здруженијата посветија внимание и на други барања приоритетни за лицата со диабет. Ко Сојуз поднесовме барања до Министерството за здравство и до Фондот за здравство и до Агенцијата за лекови и ние сме постојано во комуникација со овие три институции на државата, каде што особено баравме во последниот период да се посвети внимание на квалитетот на апаратчињата, односно глукометрите со кои што ние го проверуваме нивото на шеќер во крвта, бидејќи тие ни се нас секојдневие и се исто така одат во пакет заедно со терапијата, со инсулинската терапија. Исто така имаме поднесено барање за зголемување на бројот на инсулински пумпи. Тоа е едно техничко помагало кое што значително ја олеснува импликацијата на инсулинот. И се разбира, тоа е нешто што треба да ни дадат поддршка и авторитетите, односно докторите, и со нив сме во добри
релации, особено со Националната комисија за дијабетес, од која што еве повторно ќе побараме и поддршка во тој правец. Така да тоа се основните работи кои што ние како сојуз ги правиме за нашите пациенти, за дијабетичарите. А она што ме прашавте во поглед на финансирањето на здруженијата, тоа е веќе континуирани приливи на средства немаме, значи секое здружение во зависност од тоа како ги реализира проектите, успева некако да се снајде за барем тие проекти кои што во главном се работи за едукативни проекти. Инаку бројката на дијабетичари постојано е во пораст. Во Кочани достигна до 2000 дијабетичари, а на инсулин се околу 700 лица. За жал се намалува и старосната граница на лица со дијабетес, а се поголем број деца се на инсулинска терапија и со покачен шеќер во крвта. Основното училиште Свети Кирил и Методи го одбележа својот патронен празник. Беа прогласени и најдобрите ученици и правеницот на генерацијата Марија Донева. Со свечена академија и положување цвеќе пред бистата, основното училиште Свети Кирил и Методи го одбележа својот патронен празник. Свечената академија, која што се одржа во Центарот за култура Бели Мугри, започна со изведба на македонската химна од страна на хорот и оркестарот на училиштето. Продолжи со настап на учениците од сите активи, драматизации, скечови и музички точки. Учениците преку игра и песна искажаа колку всушност се горди што учат во училиште кое што го носи името на двајцата просветители, Светите Кирил и Методи. Учениците зборуваа за големината на делото на Светите Кирил и Методи, кои ние подарија писменоста. Присутните ги поздрави директорот на училиштето Даниел Кралев, кој што им посека добре дојде на сите гости. Го славиме нивното свето име затоа што сме нивни должници. Ги славиме за јазикот и писменоста што ни ги оставија во наследство, како завет да ги чуваме и почитуваме ние и генерациите кои доаѓаат по нас. Темелот на секоја држава е образованието, а писменоста, базирана на чувањето и негувањето на јазикот, е материјалот со кој градиме светла иднина за сите идни генерации. Затоа сите ние заедно се трудиме да го постигнеме сето тоа. Создаваме младина која смело и цврсто чекори кон иднината и успешно се справува со сите предизвици во животот. Така и нашето училиште е посветено на таа цел и континуирано бележи успеси од самите негови почетоци па се до ден денес. Се афирмираме на сите полиња, активно учествувајќи во проекти од општински, регионални и државни надпревари, културни манифестации како во градот, така и надвор од него. Задоволството е големо да си раководител на училиште во кое постои одлична клима и мотивираност за работа и учење, а постигнатите успеси се заеднички на сите вработени и ученици и родители, кои како големо семејство даваат придонес во постигањето на резултатите, додаде Кралев. Како и секоја година, така и оваа за постигнати високи резултати во наставата и во наставните активности. Наградата пофална во генерацијата отиде во рацете на Мартина Шахинова. Најдобра меѓу најдобрите со постигнати високи резултати во повеќе области на општински, регионални и државни надпревари, културни манифестации и проектни активности е ученичката Марија Донева. Сакам да изразам посебна благодарност на сите наставници, како и на моето семејство, кое секогаш ме подржуваше и веруваше во мене. Водена од мудрата мисла на Леонардо да Винчи, која вери: учењето никогаш не го исцрпува умот. Понатаму ќе продолжам да учам и да се стекнувам со многу нови знаења и да достигнувам уште поголеми успеси во моето понатамошно образование. Пред бистата на светите просветители на денот кога се слави споменот на Светите Кирил и Методи беше положено свежо цвеќе. Следуваат информациите од спортот. Викендов во Виница се одиграа завршните надпревари од турнирот во мал фудбал посветен на прерано загинатиот армиски капетан Кирчо Димитриов. Подршка во организацијата даде локалната самоуправа која ги обезбеди паричните награди за најдобрите екипи. Општина Виница и роднините и пријателите продолжуваат да го негуваат споменот на капетанот Кирчо Димитриев,
кој беше првата жртва на македонските одбранбени сили во конфликтот од 2001 година. Во негова чест, во спортската сала во Виница, што го носи неговото име, викендов се одиграа завршните надпревари од 5-тиот меморијален турнир во мал фудбал, на кој учествуваат 12 екипи од градовите од источниот регион, како и од армијата на Република Македонија. Организатори на турнирот беа семејството и пријателите на капетанот Димитриов, а покровител е локалната самоуправа. Капетан Кирчо Димитриов загина тогаш кога Македонија ги преживуваше најтешките моменти од својата понова историја. Кога на Македонија беа најпотребни токму такви ентузијасти, градители и бранители. Со неговата и смртта на неговите колеги, Македонија изгуби многу. Изгубивме и ние како негови сограѓани, изгуби и неговата фамилија. Но имаме обврска и морална и општествена. Аманетот кој го остави Кирчо да го чуваме, негуваме и да го пренесуваме од генерација на генерација. Во завршните надпревари учествуваа 4 екипи, при што на првите 3 места се пласираа тимови од Виница. Победничкиот пехар го понесе екипата на Бос, второ пласирана е екипата на Жито Насев, а третото место го освои Хипокс. За најдобрите 3 екипи имаше и парични награди, при што победничката доби 23.000 денари, а втората и третата по 18, односно 13.000 денари. Признанија имаше и за најдобрите поединци, при што за најдобар стрелец беше прогласен Бојан Спасевски од екипата на Жито Насев. Наградата за најдобар играч му припадна на Бобан Анастасов од Бос, а најдобар голман е Ненад Анакиев од Хипокс. Исто така, признание имаше и за најстариот учесник на турнирот Драгослав Здравков, како и за најмладиот Мануел Арсов и двајцата од екипата на Еко Оил од Кочани. Во деновите од продолжениот празничен викенд во Виница и Горни Подлог се одиграа завршните турнири во детската фудбалска лига Источен регион. На надпреварите учествуваа фудбалери од генерациите родени 2005 до 2010 година, при што најуспешни беа екипите на Слога 1934 од Виница и Фудбал Старс од Кочани. Младите фудбалери од Виничка Слога 1934 во генерациите 2006, 2008, 2009 и 2010 ги освоија првите места на завршните турнири во детската фудбалска лига Источен регион. Екипите на Фудбал Старс од Кочани пак се победници во конкуренција на фудбалери од генерациите 2005 и 2007. Надпреварите се играа на стадионот во Виница и на фудбалското игралиште во Горни Подлог, во организација на Фудбалската федерација на Македонија, а со поддршка на двата клуба кои ги освоија првите места. Во секоја генерација по 4 екипи учествуваа на завршниот турнир, такви се позициите. Сите оние што ќе победат на завршниот турнир, одат на завршен турнир во Скопе, Final Four, кој ќе се одржи од 2 до 3 јуни на терените на Фудбалската федерација на Република Македонија. Ова е со поддршка веројатно на федерацијата. Да, ова се одвива со поддршка на Фудбалската федерација на Република Македонија под теркот на Гресфуд. Значи ова година се надеваме дека ќе дадеме интереси на други екипи кои што ќе влезат да се такмичат во оваа детска лига, а се надеваме од наредната година дека и во женскиот фудбал исто така ќе. Организаторот на турнирите за најдобрите екипи од сите генерации обезбеди пехари и благодарници за учество. Освен тоа, прогласени беа и најдобрите играчи, голмани и стрелци за секоја генерација. Исто така признанија беа обезбедени и за најдобрите тренери на екипите. Во генерацијата 2005 за најдобар тренер беше прогласен Љупчо Симовски од Фудбал Старс, за најдобар играч Никола Механџиски од Русиново, најдобар стрелец Веско Крстев од Фудбал Старс, а признанието за најдобар голман го доби Лазе Гичев, исто така од Фудбал Старс. Кај генерацијата 2006 за најдобар тренер е избран Мартин Ампов, за најдобар играч Мартин Лазаров, а за најдобар голман Михаил Стаменков, сите тројца од Виничка Слога. Признанието за најдобар стрелец пак му беше доделено на Марио Симовски од Фудбал Старс. Стојче Милошевски од екипата на Каменица Саса доби признание за најдобар тренер, додека Андреј Атанасовски од истата екипа стана најдобар голман кај генерацијата 2007. Во истата конкуренција за најдобар играч и најдобар голман беа прогласени Петар Постоловски и Ненад Малинов од Фудбал Старс.
И кај генерацијата 2008 Мартин Ампов од Виничка Слога доби признание за најдобар тренер, додека неговите фудбалери Андреј Андреев, Леон Горански и Леон Цивкаровски беа прогласени за најдобар играч, стрелец и голман. Слично беше и за фудбалерите од генерацијата 2009 каде најдобар тренер е Виктор Петров од Слога, а Благој Николов и Даријан Ѓоргиев од истиот клуб добија признанија за најдобар играч и најдобар голман. Во оваа конкуренција најдобар стрелец беше Лука Ивановски од Каменица Саса. Кај најмладите од генерацијата 2010 Виктор Петров од Слога повтор пат доби признание за најдобар тренер, а Јован Иванов од истата екипа стана најдобар играч. Наградата за најдобар стрелец ја поделија Михаил Павлов од Слога и Кристијан Атанасов од Каменица Саса, а за најдобар голман беше награден Лука Стојановски од Каменица Саса. Двете екипи од Виница и од Кочани со победничките тимови по генерации ќе го представуваат регионот на завршниот турнир во детската лига на државно ниво, што ќе се одржи викендов во Скопје. 5 медали освоија кочанските џудисти од џудо клубот Гладијатор на државното првенство што се одржа викендов во Прилеп. Понатаму следуваат уште надпреварувања на државни првенства како и подготовки во Драч, Република Албанија. На државниот џудо надпревар за млади пионери и кадети што во неделата се одржа во Прилеп, во конкуренција од 18 џудо клубови учесници од цела држава и повеќе од 200 надпреварувачи, кочанскиот џудо клуб Гладијатор настапи со 6 надпреварувачи и се врати со освоени 5 медали, од кои 2 златни, 2 сребрени и 1 бронзен медал. Ги имаме и првите репрезентативци кои влегуваат како во селекцијата во помлади пионери. Стефанија Павлова и Емилија Станојкова кои се закитија со златниот медал, додека Дамјан Крстов се бореше во кадетска конкуренција, се закити со сребрениот медал. Андреја Минова и Филип Станојков се закитија со бронзениот медал. Додека Христијан Павлов во борба за третото место ја загуби борбата и слезе на 5-та позиција, што значи дека наредниот период на државното првенство за пионери учествуваме малку поголем подобар квалитет на борба и да го освои првото место, заради тоа што станува збор за високо квалитетен борец. Следни надпреварувања кои што му престојат на џудо клубот Гладијатор од Кочани се државното првенство за пионери и јуниори, што ќе се одржи на 10 јуни. Потоа на 15 јуни заминуваат на подготовки во Драч, Република Албанија, а потоа следува државното школско првенство, што е во техничка организација на Сојузот на училишни спортови на Македонија. Со овие активности ќе биде заокружена сезоната и со нови сили и успеси клубот и кочанските џудисти ќе продолжат во септември. 2 медали освоија членовите на клубот за реален аикидо Нико од Кочани на државното џудо првенство за пионери и кадети во Прилеп. Тие за прв пат учествуваат на еден ваков надпревар поради што успехот е уште поголем. Одличен успех постигнаа младите членови на клубот за реално аикидо Нико од Кочани на државното џудо првенство за пионери и кадети што се одржа викендов во Прилеп. Нашиот клуб го представуваа 6 џудисти, при што Дијана Иванова го освои златниот медал во категоријата помлади пионери до 44 килограми. Незиниот клубски другар Филип Јакимов, кој се надпреваруваше во истата категорија до 46 килограми, беше третопласиран и го освои бронзениот медал. Со оглед што ова е прв официјален настап за клубот од Кочани на вакви надпревари од државен ранг, сосема оправдана е оценката од освоените дебитантски медали имаат уште поголема вредност. Освен двајцата наградени, честитки заслужуваат и останатите учесници Станче Минов, Девид Јорданов, Михаил Малинов и Матеј Ѓоргиев, кои и покрај добриот настап останаа без пласман. Во вторник, 29 мај, на стадионот Никола Мантов ќе се одигра пријателски фудбалски надпревар помеѓу екипите на женскиот фудбалски клуб Кочани и Престиж Сокар Тренинг од Њу Џерси од Соединетите Американски држави. Средбата е дел од европската турнеја на американските фудбалерки, а освен со нашиот клуб, тие веќе имаа надпревари со грчкиот Арис од Солун и Тиверија од Струмица. Пријателскиот надпревар во Кочани со почеток од 16 часот.
Целосна грижа за здравието и изгледот, зголемување на физичката издржливост, како и совети за исхрана, нуди новоотворениот фитнес центар Fit Gym. Со презентација на Канго Джамс вежбите, фитнес вежби и справи, во присуство на голем број гости, беше отворен центарот кој што е лоциран позади дисконтот Осоговка. Со него работат искусни сертифицирани тренери по аеробик и фитнес. Со презентација на фитнес вежби Канго Джамс, како и презентирање на фитнес справи, во Кочани беше отворен Health and Fitness Center Fit Gym. Станува збор за фитнес центар кој што нуди комплетна нега за здравието и телото, односно во тежинскиот дел или вежби со тегови, центарот располага со разни видови справи, понатаму кардиодел за кардиовежби и сала за групни тренинзи во која се одвива Канго Джамс Aerobic Step, како и специјална програма за деца и корективна гимнастика. Одговорните на центарот се и главни увозници за Македонија на суплементите Gold Touch Nutrition. Обучените лиценцирани тренери велат дека радува фактот што во последно време е зголемена заинтересираноста на младите за начините за зачувување на своето здравје преку конзумирање здрава исхрана, зголемена физичка активност и здрав начин на живот воопшто. Во последно време е зголемено интензитетот околу не само фитнесот, околу сите спортови, луѓето се интересираат околу здравата исхрана, околу вежбањето, се повеќе ни се достапни нели интернет, разгледуваат, гледаат, прашуваат и сега го правиме овој комплет сегмент, че тука сме напомогнеме и со суплиментите, и сме и некои увозници на Gold Touch Nutrition за цела Македонија соработуваме, им ги нудиме на сите наши членови, презентираме. Тука ни е теретаната, кардиоделот, групните тренинзи, значи персонални тренинзи нудиме, се да биде комплет. 25 години нашето искуство оградиме, надоградуваме и го презентираме и делиме со нашите членови за се подобро. На свеченото отворање имаше презентација на Канго Джамс вежбите од страна на светскиот Канго Джамс тренер со лиценца од Светската федерација Лепа Јовик, а имаше и гостин тренер од Струмица Павлинка Тренчовска, како и Наталија Василова, републички инструктор по Канго Джамс Aerobic Step и фитнес. На отворањето можеа бесплатно да пробаат сите кои што сакаат да научат Канго Джамс, иако продолжат да вежбаат, секако и да ги почувствуваат бенефитите од вежбањето. Инаку со отворениот фитнес центар работи републичкиот инструктор по Канго Джамс Aerobic Step и фитнес Наталија Василова од Кочани, која што ги држи групните тренинзи, и Зоран Василов, кој што е задолжен за тежинскиот дел и вежби со справите и тегови, како и околу делот во начинот на исхрана и суплементите. И двајцата се сертифицирани тренери со ИСА сертификат и секако други вработени асистенти кои помагаат околу обуката на вежбите и користење на фитнес правите. Новоотворениот фитнес центар е лоциран позади дисконтот Осоговка во Кочани. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ово понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.